Обвинителите не постапуваат по сите предмети со иста посветеност и брзина. Дали неажурноста на некои јавни обвинители се должи на евентуално некаков притисок или политичка поврзаност, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски не сака да шпекулира. Сегашната соработка со обвинителството ја оценува како добра и се надева дека сите кои се огрешиле пред законот ќе се третираат подеднакво пред лицето на правдата. Има добра соработка, нажалост во дел од предметите кои што ги сме ги спроведувале во минатото, а кои што се однесуваат на одредени вип личности, да ги кажеме добро познати на јавноста од минатото, не можам да бидам задоволен од аспект на како течеле процесите, особено од временски аспект на превземање на действија. Не би сакал да шпекулирам од аспект на причините кои што потикнале таков тип на неажурност, да речеме, но факт е дека имаме различен третман од предмет до предмет. Во Министерството за внатрешни работи се водат голем број истраги за висока корупција, но Тошковски не открива детали. Тврди дека доколку имаат сознанија и докази дека работењето на некој судија или обвинител се коси со законите, ќе постапат идентично како и со случајот со врховниот судија Наке Георгиев и членот на Советот на јавните обвинители Иџет Мемети. Со сузбивање на таков тип на криминал, навистина покажуваме вистинска борба особено против високата корупција. И така и треба да се продолжи да се работи во иднина, да нема привилегирани, да нема луѓе кои што нема да бидат достапни на органите за прогон, така да сметам дека самото тоа што на нас за 30 години сме немале таков тип на високо профилиран случај, при тоа инфлагранти фанати, значи фатени на лице место како се подкупени, така да сметам дека токму таков начин на соработка треба да биде пример за виднина. За да се унапреди соработката помеѓу МВР и обвинителствата и судовите, се потпишани повеќе меморандуми за размена на електронски податоци. Базите на податоци кои што ги имаме во Министерството, максимално ефикасно и брзо се споделуваат со правосудните органи и обратно, базите на податоци кои што ги имаат правосудните органи, како што се јавното обвинителство и судовите, да ни бидат нам достапни од аспект на сите оние потребни процеси кои што ги спроведуваме. Еден пример би кажал во делот на работата на Министерството за внатрешни работи, а тоа е издавањето на дозволите за оружје, во минатото многу добро познати како едни постапки кои што биле злоупотребувани од страна на високи моќници во рамки на Министерството за внатрешни работи. На овој начин ќе ги намалиме временски интервали на комуникација кои што биле пракса во минатото и од друга страна ќе ја намалиме можноста за корупција. Со ваквите договори, обвинителството ќе добие директен електронски пристап до базите на податоци кои ги води МВР за државјанство, за моторни возила, за живеалишта и престојувалишта и за поседување оружје. Размената на податоците во електронска форма ќе се врши преку поднесување на електронски барања и од Министерството и од обвинителството.